It's a great pleasure to be in the historic city of Veles. I had an excellent discussion with the mayor and the municipal council, and I'm very pleased to see that the EU-funded projects in the town have brought good results. For me, it was also an opportunity to see what are the challenges and what are the priorities for the months to come. We totally agree that issues such as water, waste management and solid waste management, they need to be addressed. And I'm glad that we give assistance in that regard. But what we also discussed was that we want to have a holistic approach to the challenges that the citizens face. And we need to bring all the possible financing, not only from the EU, but also from the central government, municipal government, to align it in order to bring the results that they are needed. I'm also very grateful to the citizens of Veles who participated on Sunday on the Run for Kočani, and including the mayor who ran. This was a great initiative which shows solidarity to a great cause and to something that is very much needed. I would say as last is that our priorities align 100%, and it was very pleasing to see the discussion with the municipal council that they have a vision for the town, and for us at times where there is economic scarcity and we need to bring the necessary funds, the best thing we can do is to discuss about these opportunities so as we plan our actions in the best possible way. Добар ден на сите, ме представува задоволство да бидам и погласно бидам. Добар ден на сите, навистина ме представува задоволство да бидам во историскиот град на Велес. Навистина имаме одлична дискусија и со градоначалникот на Велес, меѓутоа исто така и со општинскиот совет на Велес. Исто така ме представува задоволство да слушнам дека фондовите на Европската унија исто така допринесуваат за успешна реализација на бројни проекти тука во општина Велес. Исто така да можеме да видиме одлични резултати кои што се давани од тие проекти. За мене исто така денешната посета представува и можност да се видам и со општинскиот совет, да можам да слушнам за предизвиците и со приоритетите кои што ги има општинскиот совет до останите неколку месеци. Исто така мислам дека сите се согласиме дека главните проблеми како што се водоснабдувањето, исто така третирањето на тврдиот отпад, тоа се итни прашања кои што треба да се адресираат и да се решат веднаш, и се разбира дека токму во тој контекст финансиската помош која што Европската унија ја дава ќе продолжи и понатама. И исто така мислам дека се согласиме сите дека за решавање на овие прашања треба еден холистички пристап за да може да ги решаваме предизвиците со кои што се соочуваат граѓаните, за да можат на крајот на денот да видат видливи резултати. Се разбира дека треба сите финансиски средства кои што се на располагање, тоест финансиските средства кои што се обезбедуваат од страна на Европската унија, од страна на централната власт и исто така од страна на општинската власт да можат да се хармонизираат, за да може да ги видиме резултатите кои што им се толку потребни на граѓаните на вашата земја. Исто така би сакал да им се заблагодарам јавно на граѓаните на Велес кои што учествува на солидарната трка за Кочани која што се одржа во неделата, на која што исто така учествуваше и градоначалникот на Велес. Уште еднаш ви благодарам за вашето учество и за оваа благородна иницијатива. Навистина, ова беше една солидарна цел која што служеше на една голема кауза, која што беше повеќе од потребна за граѓаните на Кочани. Ако можам да кажам исто така, мислам дека денеска што можеме да видиме од страна на дискусиите дека нашите приоритети се 100% хармонизирани, усогласени со приоритетите на општина Велес. Како што реков, разговараме и со општинскиот совет, така да можам да слушнам нивната визија за тоа како го гледаат градот во иднина.
и исто така за нас како Европска унија, имајќи ги во предвид ограничените економски можности и финансиски, значи можности кои што постојат во овој момент, мислам дека треба сите заедно да работиме и со општината и со општинските власти, за да со тие ограничени економски можности кои што ги имаме во овој момент да ги направиме вистинските и по доброто планирање да ги слушнеме нивните мислења за да ги искористиме тие финансиски средства за реализација на проектите каде што е најпотребно. Може прашање?